Добро вечер. Кој ја зема мерката на борбата со корупцијата и по чии калап се крои? Дали недопирливите ќе останат недопрени? Дали ќе има и спасени или пак предметите и истрагите во обвинителството за организиран криминал ќе продолжат? Кој и што може да очекуваме од новиот шеф на обвинителството за организиран криминал? Вечерва во топ тема дискутираме со председателот на Советот на јавните обвинители Антонио Јолевски, председателката на Transparency International Македонија Слаѓана Тасева, поранешниот антикорупционер Драган Малиновски и новинарот Васко Маглешов. Останете се гледаме по рекламите. Добро вечер. Предизвиците на борбата со корупција и организираниот криминал и изборот на нов шеф на јавното обвинителство се темите за кои вечерва разговарам со моите гости, председателот на Советот на јавните обвинители Антонио Јолевски. Добро вечер. Добро вечер. Со мојот колега новинарот од Призма Васко Маглешов. Добро вечер, Васко. Добро вечер. И со адвокатот и поранешен член на антикорупцијската комисија Драган Малиновски. Добро вечер и вам. Добро вечер. Вечерва во топ тема разговараме и со Слаѓана Тасева, председателка на Transparency International Македонија, која што ја имаме на Skype. Добро вечер, Тасева, и за вас. Добро вечер и благодарам за поканата. Поздрав за сите во студиото. Благодарам. Зајас, оттаму почна вечерва истражувањето на новинарите на Телма за новоизбраниот шеф на обвинителството за организиран криминал. Тоа беше една од ретките информации кои вчера во јавноста можеше да се најде за новоизбраниот шеф на обвинителството за организиран криминал. По бурните реакции вчера и во текот на денеска тој се појави во јавноста, даде изјава, па пред да почнеме со дебатата предлагам да слушнеме прилогот кој што го подготви мојата колешка Далиборка Демјанска. Мистериозниот нов шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, за кого вчера не можеше да се најде ниту фотографија на интернет, излезе од анонимност и пред камерите се заблагодари на изборот. Иако е родом од Зајас, родното место на лидерот на ДУИ, тврди дека Ахмети го знае само од видување, дека не се во побратимска релација како што се шпекулира и дека интегративците не стојат зад неговиот избор. Сега, дружењето со такви личности не е во смисла забрането. Тоа е непристојно дружење во смисла ако имат непристојно дружење и тоа, не дека не сме во никој период да не чувате да се дружите со функционери од ДУИ? Не со функционери од ДУИ, со секој би можел да се дружи. Немаме некоја забрана стрикта ние да се дружиме или да не се дружиме ако не е учесник во постапка или ако немат против него кривично дело. Абази не одговори децидно дали некогаш размислувал или анализирал зошто и по 20 годишно владење се уште нема ниту постапка ни обвинение за корупција за висок функционер на ДУИ. Не сум направил таква анализа, ја не сум работел во тоа обвинителство и некои кривични дела не биле во моја надлежност, па ја не можам сега да кажам за тие кривични дела. Тоа ќе кажат колегите кои работеле на тие предмети и кои имале допирни точки со таквите кривични дела. На прашањето како, иако претходно не се појави на единственото соочување на четворицата кандидати кои се бореа за местото, не презентираше проекти, ниту пак водеше кампања, победи на изборот со 66 гласови од скупно 163 обвинители кои можеа да гласаат. Одговори дека цело време на своите колеги им ги изнесувал визијата, програмата и проектите. Кусо одговараше за својата биографија, велејќи дека работел во разни работни групи за донесување на закони. Прашан да наброи предмети на кои работел, одговори со обратете се во гостиварското обвинителство. Најави дека приоритет за него ќе биде да се пополнат празните обвинителски места како и тие на истражителите, инаку и супругата на Абази е во правосудството на Академијата за судии и јавни обвинители и се очекува наскоро да конкурира за обвинителка или за судија во прв степен. За обвинителот не би било спорно да биде избрана во кое било обвинителство, освен во тоа што ќе го води тој. Да, го видовме прилогот, ја слушнавме изјавата на новиот шеф на обвинителството за организиран криминал во кој што кажува за релациите, односно ги негира, меѓутоа попладнема брзо стаса демант. Дел од порталите објавија фотографии на кои што тој е сликан со функционери, поранешниот градоначалник на Гостивар Невзат Бејта, но и други блиски луѓе до функционери во ДУИ. Вчера имаше и првиот статус кој што му го посвети, беше и заменик министерот за правда Нухил, токму нему.
Еве ќе почнам со вас, господине Малиновски, како поранешен антикорупционер. Колку треба да не загрижува борбата со организираниот криминал и корупција ако функционерите на власт се задоволни од тоа кој е шеф на обвинителството за организиран криминал? Ќе се сложиме дека таа блискост не е посакувана опција и дека носителите на тие функции, пред се највисоките, како што е позицијата шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција, навистина бара една дистанца, да се има една пристојна дистанца со извршната власт, со носителите на политички функции, експонирани политички функции, така да во секој случај не е посакувана состојба. Сега, колку блиски и како тоа во иднина ќе се на некој начин ќе се одразува на функцијата на новоизбраниот обвинител, ќе видиме. Меѓутоа, во старт не е добра информација. Еве ќе ја прашам овде и господја Тасева, бидејќи таа беше член на антикорупцијската комисија, но истовремено и сега работи во таа сфера во антикорупцијата. Колку треба да не загрижува борбата со организираниот криминал и корупција, доколку се задоволни дел од луѓето кои што се на власт? Бидејќи да потенцирам дека знаеме дека ова обвинителство е специјализирано, голем дел од делата се токму кон функционери се наменети, злоупотребите на службена положба, исто така тука се и делата кои се поврзани со јавните набавки. Повелете, Тасева. Да, прашањето пред се треба да го одговорат и самите јавни обвинители кои што гласаа за изборот. Затоа што сите тие, а и ние сме свесни дека постои голем проблем со застојот на предметите кои што се доставени и од антикорупцијската комисија и од другите институции во самото јавно обвинителство. Тоа е на некој начин тесно грло во борбата против организираниот криминал и борбата против корупцијата, иако тоа е специјализирано јавно обвинителство за борба против корупција. Доколку ги прашаме јавните обвинители, тие се задоволни од тоа дека за прв пат спроведува постапка за избор на јавен обвинител, која согласно меѓународните препораки, согласноста на Венецијанската комисија, за прв пат се спроведува таков тип на избор, но она што недостасуваше е прашањето за проверка на интегритетот и типичен ветинг на сите кандидати за јавни обвинители, и се надевам дека тоа е предвидено во постапката сега да се спроведува ветинг од надлежните институции кои што спроведуваат контрола на ризик од корупција. Затоа што со право се поставуваат сите овие прашања и јавното обвинителство, Советот на јавните обвинители беа најповикани да обезбедат овој избор да помине без никакви прашања и без никакви сомнежи. Иако не треба веднаш да се сомневаме однапред во тоа дека јавниот обвинител ќе постапува во согласно со законот за спроведување на постапките за борба против организираниот криминал и корупцијата, сепак со право сите поставуваме прашања. Со колкав интегритет настапува на оваа позиција, со колкаво искуство и колку има претходни познавања од оваа материја, и не може да не добиеме одговор на овие прашања. Се надевам Советот на јавните обвинители имал некаков увид во целата оваа ситуација. Да, овде во студиото е председателот на Советот на јавни обвинители, господинот Јолески. Господине, ги слушнавте забелешките. Дали е непримерно или не, ќе го употребам речникот на бази, да се дружи обвинител со функционери и до каде е границата? Секој од нас имаме некои познати од било која сфера. Работата е да не се меша работата со пријателството, односно пријателството би требало да биде ограничено на, бидејќи тоа е данок на професијата на јавните обвинители и на судиите тука, ограничено на помали контакти отколку она блискост што е вообичаена меѓу другарите. Сега прашање е тука колку тие се дружели, колку се
блиски. Ние не можеме да речеме дека пред време сега да осудиме дека овој обвинител нема да ги гони или ќе ги гони само селективно одредени сторители на кривични дела, односно одредени пријави ќе бидат разгледувани, пријавите против ДУИ, бидејќи тука барем она што го слушнав е поврзаноста за со ДУИ, дали ја има или ја нема, дека нема да бидат спроведени. Но да оставиме простор да започни со работот и првично ние почнавме сега со негативниот дел без да видиме. Но мора да признаете дека прво негирањето, па потоа поинаквата состојба предизвикува сомнеш и сите имаме ние овде право да изразиме сомнеш и да поставиме прашање. Прашањето би било кон тој обвинител колку е близок со нив. Самото дружење и сликање, јас не можам да знам во која прилика и колку се тие блиски, за да можам да ви одговорам дали би влијаело или не би влијаело. Бидејќи ние сите на одредени настани се можеме да бидеме сликани со некого со кого не значи дека сме премногу блиски. Така. Говорите уште и за забелешките на Тасева околу изборот и околу изборот, интегритетот. забелешките, да, сега ќе кажев, бидејќи го спомена и Советот на јавните обвинители, меѓутоа треба да се има во предвид законот за Совет на јавни обвинители, законот за јавното обвинителство. Законот за јавното обвинителство го исклучи Советот и функцијата на Советот при избор. И ако во членот во кој се предвидуваат одредби за избор на основен јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција, стои дека Советот го избира, тоа е првата реченица, и втората реченица во продолжение вели Советот ќе го именува оној кој добил најмногу гласови. Сега ги измешали избори и именување, кои во суштина се различни термини, а Советот понатаму вели дека само ќе ја спроведи постапката како за избор на член на Совет. Добре, со други зборови, ние немате... не можеме како Совет воопшто да проверуваме кредибилитет, односно да проверуваме, ниту да даваме мислење за одредени кандидати. Лошиот дел што треба во иднина и моје лично мислење е дека би требало да претрпи измени тој закон, сепак Советот не може да биде исклучен од делот на избор, а може да го разрешува тој обвинител. Добре, еве мене ми е дилемата, ќе се надоврзеви Васко како новинар, ја читав и твојот став, твојата колумна, како на овие избори обвинителите од Штип лоцира за кого да гласат, или пак не од Штип, од Кочани, од Гевгелија, од Прилеп, за кого да гласат, особено конкретно за овој кандидат кој што немаше ни програма, ниту представување, тој вели дека има личен контакт со обвинителите, но како генерално еве можеа да одлучат кој ќе биде шеф на обвинителството за организиран криминал? Васко, повели. Беше малку парадоксална денешнава ситуација пред да се случи пресконференцијата со ново именуваниот шеф, но се уште не е именуван, меѓутоа ќе биде претпоставувам наредните 7 дена на обвинителството за гонење организиран криминал. Среќавам скопска обвинителка која што случајно треба да се стимне од први кат за да излезе, вели што правите тука, велам го чекаме новиот шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, вели а како изгледа? Значи можете да замислите обвинителката која што е колешка со идниот шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, не знае како изгледа. Јас вели не прочитав програма бидејќи не ми беше доставена. Имав можност да прочитам само една програма, тој од скопскиот обвинител Ермон Незири, и тука приказната завршува. Меѓутоа моите информации велат дека имало неформални лобирања пред да се случи овој избор. Неофицијално, ова е некаква форма на шпекулација, меѓутоа се разговарало за 20 на гласа кои што треба условно да кажан од скопското обвинителство да одидат на контото на сега веќе, да речам, идниот шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Тоа значи дека постоела некаква тактика или мрежа во која што обвинителите биле контактирани, им било посочувано можеби во пријателски манир, добро е да гласате за овој човек и така натаму. Ние тоа не можеме да го видиме. Меѓутоа мислам дека тука тоа би требало Советот за идните избори вакви да го организира на ниво на некаков правилник. За жал во Македонија за се мора да има правилник, мислам такво ни е општеството или некакво упатство за употреба. Овие дебати медиумски што беа правени за представување на виштина не служеа за ништо, бидејќи ние не ги гласаме обвинителите. Мене не ми е важно да знам каква програма има обвинителот, поважно ми е на самите обвинители. Од тука вела можеби во рамки на самото обвинителство, можеби со вклучување на Советот на јавни обвинители, да се организира представување за обвинителите за да можат во непосредна комуникација да дознаат кој е човекот што ќе раководи со институцијата во следните 4 години. Затоа мислам дека бидејќи станува збор за законско решение кое што беше на брзина донесено,
и под некаков политички напон, немаше многу време да се размислува за тоа. Советот се повикува на постапката за избор на членови на Советот на ист начин, меѓутоа мислам дека тоа мора да се додефинира, бидејќи очигледно на површина излегува многу проблеми, па и од техничка природа, ако сакат. Така. Господине Малиновски, дел од правниците веќе јавно деновиве се произнесува, велат дека не направија паралела со изборот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, дека не е добро кога на таква моќна позиција ќе седне човек кој што е непознат и во фелата и надвор од неа, особено кога не ја познаваат нели правници познати, не ја познаваат адвокати, професори. Вие еве сте адвокат, го познавате ли овој обвинител и генерално за вашиот став околу целиот овој избор? Знаете, некакво совпаѓање некој дојде, бидејќи кога ме поканивте за оваа емисија, се присетив дека во исто во студио бев кога беше изборот на Катица Јанева и отприлика реакцијата на јавноста и чувството на јавноста беше слична и тогаш и сега. Во која смисла? Од каде сега овој кандидат и на кој начин дојде на таа позиција? Особено што станува збор за поприлично моќна позиција, би рекол во некои сегменти и помоćна од позицијата на државниот обвинител, бидејќи има многу повеќе оперативност во таа функција. Значи, аналогии ќе правиме во делот на нетранспарентноста и изненадувањето во јавноста. Не би сакал да предвидувам сличен епилог како што се случи со Катица, с крај да е. Оно што мислам дека е голем хендикеп на овој процес е начинот на изборот, дефиниран во Законот за јавно обвинителство. Се сакало да се направи нешто добро, да биде тоа избор од самата фела, дури не во рамките на тоа обвинителство, туку генерално на обвинителството во државата. Меѓутоа, мислам дека се направени многу пропусти сериозни при дефинирањето на постапката за избор, кои на некој начин резултираат со некои страшни нелогичности. Еве, председателот на Советот на јавни обвинители е тука. Значи, за да избереме, за да биде избран обвинител во рамките на обвинителството за гонење организиран криминал, вие правите проценка на пријавените кандидати по критериуми, барем некои 5 сериозни критериуми дефинирани во законот. Неговата работа поранешна, вклученост во обвинителски активности, публикации, едукации, неговото угледот во јавноста и така натаму. Значи, навистина многу критериуми од кои може да се извади, да се направи избор. Значи, оние што влегуваат, што работат во тоа обвинителство, ги поминуваат овие филтри, а тој што ќе раководи со тоа обвинителство, едноставно за него не важат тие критериуми. Бидејќи вие не ја правите селекцијата нити изборот. Така. А обвинителите во обвинителството, како што кажавте, Гевгелија, Винница, не знам, Дебар и така натака, нити може да го знаат, нити го знаат. И тука се остава простор за можни други влијанија, бидејќи недостасуваат соодветни информации за да се донесе одлука. Мене, меѓу другото, прашањето ми беше и како може да се одлучи кои се критериумите при избор, кога вие како совет на јавни обвинители бирате, односно не избравте последниот пат обвинители за тоа обвинителство, тоа траеше со месеци. Вие баравте податоци, анализи, што сработеле, колку сработеле, дали им се реални оценките. Ние како новинари ги следевме тие седмици каде што одлагавте, а сега наеднаш се носи одлука врз основа на никакви, на минимални информации во целиот процес. Значи, токму за тоа говориме. За да извршите избор, вие треба да знаете помеѓу што бирате. И да има елементарно представување. Ја не знам како бил процесот внатре, меѓутоа донес што го добиваме како информација е дека немало никаква формално, да кажеме, презентација, програма, визија или било што да ја доставиле кандидатите до Советот, на сајтот на Советот, не знам како, за да можат обвинителите да се информираат. И токму затоа сите го носиме она непријатно чувство сега дека имало како да кажам, имало некои лобирање кои не сум сигурен дека биле секогаш принципијални. Така, ако може само да се надоврзам, дури и да е така и да има некаква формална програма, сепак мислам дека еден дел од обвинителите нема да гласаат за програмата, туку ќе гласаат за човекот.
Да не заборавиме дека во рамки на јавното обвинителство има обвинители кои не се обвинители, кои не напишале едно обвинение во животот. Само во републичкото обвинителство имаат обвинители кои што биле поранешни министри на ДУИ. Заверувате дека нема да гласаат вие за човекот за кој што еве се условно кажем има некаква флуктуација на информации, фотографии дека е близок до ДУИ. Така што сакам да речам и програмата не знам колку ќе го реше, меѓутоа барем да се обидеме да ги додефинираме критериумите ако не друго за следниот избор. Да. Сега ќе ја побарам Тасева затоа што нејзиното време вечер ве ограничено поради службени обврски. Тасева, ве молам да ги прокоментирате сите овие можни влијанија кои што се споменуваат, врски, еве ги спомна и колегите овде во студиото. Знаете, ништо тоа не е неважно. Апсолутно се битни и важни сите овие состојби кои што ги коментира и јавноста и кои што ги коментираат колегите во студиото. Мора да се внимава секогаш на прашањето на интегритетот и на прашањето на тоа колку некој што ќе се нафати на ваква функција ќе може да ја остварува сосема независно, стручно и професионално онака како што тоа го бара професијата. Ако ние уште од самиот почеток се соочиме со сомнежи, тоа веднаш ќе отежне и работата на самиот обвинител кој што сега веќе ќе биде наименуван на таа функција. Меѓутоа, во голема мера ќе ја задржи резервата, значи со овој избор требаше да се обезбеди доверба, да се врати довербата во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, затоа што таа е сериозно нарушена. Сега веднаш се соочуваме со состојба на недостаток на доверба, со состојба на сомнеж, што ќе се случи, дали ќе имаме ситуација да повторно има заостанување или недоволна ефикасност во работењето на тоа јавно обвинителство. И затоа ние сите заедно овде сега се залагаме за тоа да еве и ова повикување на интегритетот нека биде предизвик за тој кој што е избран за јавен обвинител на јавното обвинителство да проговори, да презентира во јавноста што е тоа што е работено, учествува во одредени работни тела, комисии. Тасева, извини што ќе те прекинам, меѓутоа знаеме дека ова обвинителство со новиот закон за јавно обвинителство беше планирано да биде продолжение на специјалното јавно обвинителство, да биде подеднакво силно, недопирливо и да ја продолжи таа некоја поголема крупна битка со организирањето. За да биде силно и недопирливо треба првиот човек да има многу силен интегритет, да има можност да се оттргне од сите можни влијанија и да се постави на позиција дека не може никој до него да допре, да биде под било каков притисок, влијание или да не може да се ја врши работата. Прашањето ми е дали тоа може да се реализира во ситуација кога имаме недоволен број на обвинители во тоа обвинителство. Тоа е кога друго нема прашање. Значи, ние досега разговаравме за изборот. Така. Меѓутоа, од друга страна, слушнав дека избраниот кандидат бил добар менаџер на обвинителството во Гостивар. Ги решавал проблемите со недостаток на кадар и така натаму. Ова е друго прашање, затоа што недостатокот на истражители, недостатокот на стручни соработници, недостатокот на јавни обвинители е прашање кое што треба сега овој избран обвинител да го решава заедно повторно со Советот на јавните обвинители. И тоа е прашање кое што првенствено треба сега да се решава, ако веќе изборот е завршена работа, да видиме како да се поддржи работата на тоа јавно обвинителство, затоа што истражителите, ние очекувавме тоа да ја преземе работата од специјалното јавно обвинителство, меѓутоа најголем дел од истражителите одбиле да поминат да работат во јавното обвинителство за организиран криминал, затоа што примањата таму се многу пониски од оние што биле во специјалното јавно обвинителство. И тука очигледно има и други прашања кои што треба да се разрешат и да се обезбеди доволен број на стручни соработници, но и да се надополни со кадар самата институција за да може соодветно да ги остварува своите задачи. Дали
можеме да очекуваме, обично извештаите кои што ги има за индексот на перцепција на корупција, излегуваат на почетокот на следната година, меѓутоа со оваа состојба во која што се наоѓа борбата со корупцијата, дали можеме да очекуваме и понатаму стагнација, подобрување или влошување на состојбата во која што се наоѓа борбата со криминалот и корупцијата во земјава? Ние го видовме сите последниот извештај кој што го објави Европската комисија за напредокот на државите кандидати за членки во Европската унија, и тука се уште проблемот со корупцијата е многу силно изразен, и тука се уште проблемот со работењето на јавното обвинителство е многу силно изразен. Недостатокот на случаи кои што се ефективно решени во јавното обвинителство исто така представува сериозна пречка за било каков напредок во борбата против корупцијата, затоа што недопирливоста е најголем проблем и недостатокот на завршени предмети со ефективни судски одлуки, со конфискација, исто така и со поврат на имот. Тука е, ако зборуваме за борба против корупцијата, тука треба најмногу да се делува за да се обезбеди поголема ефикасност и подобар резултат. Дали сметате дека можеби затоа стручната и општата јавност е загрижена околу овие последни избори поради тоа прашање за недопирливост и неказнивост кое што ни се провлекува со години наназад, дека можеби ова е сега уште една алка во тој континуитет на случување и понатаму да има недопирливи и неказнети, и затоа толку будно се бараат тие врски помеѓу обвинителите и судиите и можеби функционерите од другата страна. Тоа е нашата најголема загриженост. Од тоа најмногу мислам дека страдаме, или тоа се најголемите проблеми во недоволната борба против корупцијата, силната поврзаност, политизираност и силните влијанија кои што ги имаме во работењето на јавното обвинителство може да представува и недостаток на ресурси како резултат на недостаток на политичка волја, но сето тоа кај нас повторно појавува загриженост, уште и фактот дека се појавува ситуација дека имаме лица кои што може би се поврзани, тоа е се предпоставка да не бидеме строго негативни, но мислам дека многу голема обврска и работа предстои сега пред сите, пред новоизбраниот кандидат, Советот и сите јавни обвинители, ако сакате и политиката, да докаже дека ние не сме во право што се сомневаме. Значи, навистина треба сериозно да се направи исчекор не само со изборот, кој што е недоволно добар и недоволно транспарентен, туку треба сега да се инсистира со ваков тип на притисок и понатаму да се подобри состојбата во јавното обвинителство. Тасева, ви благодарам што бевте вечерва гостинка во Топ тема, како што се договоривме поради обврските, ќе ви кажам, до гледање, па се гледаме во нека наредна Топ тема. Ви благодарам за поканата и треба да продолжи оваа дебата. Благодарам. Господин Јулевски, ги слушнавте забелешките на Фелата и на новинарите. Дали нешто може сега од оваа позиција да се промени? Во кој правец се зборуваме? Во однос на изборот на шеф на обвинителството за организиран криминал, но и коментар за забелешките. Дали вие добивте воопшто она што го каже колегата Маглишов, забелешки дека имало непринципиелни лобирања меѓу обвинителите? Дали вас ви се пожалија, бидејќи ние добиваме информации новинарите, меѓутоа Советот секогаш вели ние немаме забелешки, немаме притисоци, немаме добиено. Да, немаме добиено такви забелешки или такви поплаки, да речем, од страна на јавните обвинители. Не говориме за формални, говориме за неформални. Дали ви се обратиле? Неформално не се обраќаат до Советот, избегнуваат. Може би не ви веруваат до не можам да речем дека не ни верува, зашто не би ни верувале, ништо не сме сгрешиле, односно доколку се обратат, ние би сакале да им помогнеме. Овде е проблемот, пак ќе речам, начинот на избор. Нема цензус, нема излезност колкава треба, нема предвидено со колку гласови може да помини понатаму и со еден глас ако еден кандидат ќе биде избран. Сето тоа е на штета, да речем, на Советот, бидејќи Советот е маргинализиран и исклучен од целата постапка. Не сведоја како на една изборна комисија и толку.
Дали Советот ќе направеше подобар избор ако беше во ваши раце? Во секој случај ние ќе би вршеле анализа на нивното работење. Вака не можеме да се впуштаме во нивното работење. Не сме ние тие кои можеме, освен да ја утврдиме листата која, ако лицата, односно кандидатите ги исполнуваат условите, мораме да ја прифатиме како така. Да, меѓутоа и новинарите и правниците често имаат забелешки. Ние би сакале да можевме за секој кандидат да дадеме своје мислење. Забелешки, бидејќи многу пати се сомневаат, еве и новинарите и стручната јавност, дека и ни Советот, преку членовите од Советот, поминуваат некои други интереси или можеби политички договори. Веројатно сте слушнали вие досега неколку пати дека има договарања кој да биде изгласан, кој е близок до некоја партија. Тоа често пати и кога вие гласате и избирате има такви забелешки во стручната јавност. Дека и преку Советот поминуваат влијанија. Не знам, тоа обично можно е да биде од кандидатите, инаку ние меѓу себе во Советот, прво ние еден со друг не се имаме, да речам, консултирано во делот гласајте за ова или да се договориме, гласајте за ова или за оној. Гласањето е слободно на секој од членовите. Секој, тоа симптоматично сега, обично, ако некој не е изгласан, односно не поминал, често пати ги добиваме забелешките, го избрае овој затоа што не беше близок до не знам кој. Да ги оставиме тие шпекулации, ние зборуваме за начинот на гласање каде што членовите на Советот се слободни во својата волја и ја изразуваат преку начинот на гласање, преку својот глас, кој јавно го слушаат и коментарите. Дали ги видовте неважечките ливчиња? Имаше 3 неважечки ливчиња, ако не се лажам, или 4, да, поправете ме, да. Што имаше на нив? Едно беше гласано со 2 кандидати, едното беше без гласови, не ми текнува бидејќи комисијата ги виде. Ве прашувам во поглед на постапката, бидејќи се прошири мабети 4 гласа би биле неважечките одлучувачки кои што би определиле дали би бил и или другиот кандидат. Немало ни еден, јас не видов лично бидејќи комисијата го гледаше. Тој дел не се впушта во тој дел, не е моја работа, мислам имавме комисија. Ги видоја тие, едното мислам дека ливче, тие беа 2 од Битола и мислам од Скопје дека беа, не сум сигурен. Како и да не ме држете за збор. Со 2 заокружени кандидати? Со 2 заокружени, едното ливче, другото празно. Целосно. Разликата е многу тесна помеѓу 2 кандидати, не вериме дека не е тесна. Затоа постои секогаш прашање и сомнеш дали било се регуларно во процедурата. Ама не, секогаш ќе постои таа сомнеш, ние ако сакаме да заради бројот на гласови. 163 обвинители беа кои гласа, мислам на избирачкиот список, гласаа помалку, гласаа 5 не гласаат, 4 неважечки, значи идат помал број. Тоа не е некоја голема бројка за да очекуваме ние драстична разлика. Посебно што имаме 4 кандидати и што пак ќе речам, ние како Совет, освен нивните позитивни оцени и освен нивното работно искуство, друго и немавме можност, ниту не консултираа да дадеме некое мислење за републичкиот обвинител. Советот дава мислење по предлог на владата, даваме позитивно, треба Советот да даде позитивно мислење за да биде избран. Овде таа постапка е прескокната. Дали можеше и некој кандидат кој што има и други постапки да пројде да биде изгласан, тоа сакате да кажете? И да стане шеф? Не би можеле ништо ние да мениме. Добро. Истврдили сме одиде и затоа треба да имаме, да не речам, поинаква улога и поинаков законско решение. Законското решение е некако на брзина сорачено нешто кое не е онака како треба. Ни едното, ни другото решение, ниту за избор на јавен обвинител одговара, ниту пак одговара при изборот кој ние го вршиме како Совет. Ова беше да се дај демократското право, меѓутоа, ако Советот е исклучен, ако секој може да се пријави, Советот се најде во улога на посматрач. Сега сите упатуваат нормално, прстот е вперен кон Советот, иако Советот не може ништо да смени во овој дел. Добро, вие освен може да предложиме законски. И да смените... јас веќе во Советот имаме разговарано, ќе формираме работна група во која ќе бараме измени на законот за да се додефинира. Не може вака бегло да се врват на одредбите. Овие одредби не знам ни од каде произлегоа, бидејќи Советот имаше дадено своји забелешки и своја верзија на Закон за јавното обвинителство. Имаше работна група која работеше на измените на Закон за јавно обвинителство. Оваа верзија во ниедна
од тие комбинации не беше. Ние постојано менуваме закони, Лошото е што не ги прифатија ни едната ни другата дали е верзија, сакам да проблемот кажам. со човечкиот кадар, со интегритетот, со луѓето, господине Малиновски, бидејќи закони постојано се менуваат, постојано работиме, еве ова ќе биде најдоброто решение за избор на суди, нели порано судиите се бираа во собранието, па сега во советот, обвинителите исто така, постојано менуваме некој принцип, менуваме закони, меѓутоа на крај сите се соочуваме со истиот исход, со истото стравување, изгледа повторно од политиката издействува да биде избран нивни кадар, иако загрижувачки е тоа дека можеби можат да влијаат политичари врз обвинители и тие кои ќе застанат да гласаат сами зад параванот, да изгласаат некој што им го рекол. Тоа доколку е така навистина се потврди, тоа е загрижувачки за целото општество и за демократијата, меѓутоа еве кој е вашиот коментар? Значи, јас сум на линија и тоа што колешката Тасева го спомна неколку пати и што е, како да кажам, една од најбитните компоненти кога говориме за вакви позиции, вакви слични позиции, а тоа е прашањето на интегритетот. Ние горе-доле немаме толку неписмени колку што имаме проблематични со интегритетот. И затоа сите напори кога се прават вакви закони, особено кога се конципира модел како ќе се бира, што ќе се бира, треба да се внимава да се обезбеди интегритетот. Може да се сеќавате, може не, меѓутоа кога се носеше законот за спречување корупцијата, најголемите напори беа правени на линија на моделот како ќе се избираат членовите на комисијата. Така. И беше предвиден модел кој се сложиме дека беше прифатен од сите и резултираше со добри добро. резултати, да. Ниту еден од тие членови кои се таму не е со проблематичен интегритет, нити беше прозван, нити од позиција, нити од опозиција, нити од невладин сектор, нити медиуми и слично. Да, и реално антикорупцијска сега е меѓу најпофалените во извештаите каде што реално се наблюдува состојбата во токму земја. затоа зборам за моделот за избор. Овде се направило еден таков, би рекол, гаф да може секој без било какви критериуми да се пријави, освен оние општите, нели, и стажот работа на 6 години колку е за таа позиција. Друго ништо нема. Нити CV-то, нити минатото, нити конекциите, нити оние елементи кои на некој начин влегуваат и во ветингот. Што е ветингот? Ветингот е проверување на интегритетот. Да. И сега ние имаме ситуација кога буквално секој може да се пријави, нема никаква можност за презентација и комуникација, јавна, транспарентна комуникација со колегите обвинители и тоа на некој начин креира еден амбиент за избор за кој навистина не можеме да се пофалиме и ни создава непријатно чувство вака во јавност. Кариерата исто така битна и предметите кои што треба да се одлучуваат во обвинителството за организиран криминал, се одлучуваат многу сериозни предмети, таму се гони голем криминал, некогаш со врски и надвор од државата. Дали може секој обвинител да го работи тоа? Знаеме дека на почетокот кога се формираше како оделение и потоа стана обвинителство, обвинителите постојано одеа на обуки во странство, требаше да има некаков континуитет во работата, а не да се менуваат постојано и да се ставаат од било кое обвинителство да бидат обвинители во тоа, поради обуките кои што ги имале. Дали мислите дека на овој начин се девалвира на некој начин борбата со корупцијата, со постојано менување на кадрите и со нови луѓе кои што еве во случајот господинот Абази работел како обвинител во прв степен само во Кичево, каде што се водат истраги за многу поминорни дела, за разлика од оние на кои што треба да биде сега тој шеф во обвинителството. Тоа се некои истраги кои што и тоа е работел многу кратко. А сега треба да биде шеф на обвинителство кој треба да истражува сериозни врски. Васко... Да, сакав само да се извинувам. Да, ако може само, значи јавноста, особено стручната јавност, очекуваше со овој избор да имаме додадена вредност во тоа обвинителство. Да имаме обвинител кој на некој начин ќе ги придвижи некои постапки или воопшто филозофија на постапување во тоа обвинителство
И конечно, некои предмети кои долго време се заглавени таму, а имаат навистина голема специфична тежина, ќе видеа светлото на денот. Конкретно ќе ви укажам дека предметот Скопје 2014 извонредно комплексен и извонредно тежок, со тешки финансиски импликации и се познато ние што се одвиваше таму, тој стои од 2014. Од 2014 се променија, сега имаме трет обвинител, шеф на тоа обвинителство кој ќе работи по тој предмет. Да ги прашате до каде е, никој ништо не може да ви одговори. Зашто говориме? А навистина тоа се предмети каде што треба да се покаже и волја, и капацитет, и интегритет да се справи со таков Но вид и искуство, предмет. потребно искуство и обуки. Да, околу тоа прашање би сакал да потенцирам, се уште не можеме да знаеме каква позиција ќе заземе новиот шеф на обвинителството за гонење организиран криминал. Една од позициите е да биде менаџер и само да ја менаџира институцијата, да не застапува предмети. Сме имале такви случаи, тој практично го менаџира работата на останатите обвинители и неговата работа тука завршува во смисла на тоа. Се оди на реферирање на предмети и така натаму. Со обвинителката Вилма Русковска имавме ситуација во која што таа покрај тоа што го менаџираше обвинителството, активно застапуваше предмети, сослушуваше сведоци и така натаму. Еве што конкретно гонел шефот на организиран криминал, например, тоа се присуди извадени од базата на присуди на судот, обвинет што преправил полномоштво во ставинска постапка, крадец на 1,2 кубика дабово дрво, кражба на паричник, обвинет маж за 1,32 грама марихуана и 13 семки канабис и така натаму. Тоа се информации кои што се извадени од присуди од судската база на присуди. Без девалвирање секој криминалитет е важен, меѓутоа во оваа ситуација ми се чини дека моја предпоставка е дека тој повеќе ќе се фокусира на менаџирање на институцијата отколку на застапување на конкретни предмети како што тоа го правеше обвинителката Вилма Рустовска. Инаку само да потенцирам дека оваа позиција е многу важна. Да не заборавиме дека ова обвинителство 2 мандати беше под политички анестетик и малтане да не функционираше или функционираше под некаков политички диктат. Почна да работи активно кога се смени раководството, односно кога начело на институцијата дојде обвинителката Вилма Русковска. До тогаш сите предмети или еден голем дел од предметите во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција беа под плаштот на некаков политички диктат. Така што сакам да речам дека се формираше и СЈО. Така е. Така што сакам да речам дека таа позиција е клучна, бидејќи вие можеби да сте одличен обвинител за организиран криминал. Ако вас шефот не ви дозволи нешто да помине понатаму, вие ќе бидете бетонирани и нема да може да дојдете нагоре. Така. Господине Јолевски, накратко ви спомнал, бидејќи ме испровоцира Инспирирав ме, предходните и да. инспирираа со нивните изнесувања. Јавниот обвинител кој е избран, Ислам Абази, после 1 година беше избран во вишото обвинителство каде ги разгледуваа предметите од сите Говориме како основен јавен обвинител. Како основен, да, меѓутоа, како повисок обвинител кој постапувал по предметите, ги ја ценел работата, односно имал увид во тие предмети. Добро, обвинителе знаеме дека вистинската работа е во основното јавно обвинителство. Работата е во основното, меѓутоа се оди по жалба. Но да, вишото е тоа кое го диктира делот на работењето во основното. Добро, тоа што ќе се сработи во истрагата, велат обвинителите, тоа е клучно. Понатаму вишото обвинителство знаеме кој му со надлежностите одлучува по жалба. Контролата ја врши вишото обвинителство, спроведувањето на политиката во обвинителството оди одгоре надолу. Кај нас имаме хиерархија и субординација. Јасно. Така речено, во негово време, например, гостиварското обвинителство, кога дојде и како шеф на тоа обвинителство, гледајќи ги извештаите, ние гледавме, тргнувам по извештаите, бидејќи до тогаш и јас немав многу податоци за обвинителот. Јас кога дојдов во Советот, повеќе податоци, ние обвинителите сме некако изолирани едни од други, секој работи во своето подрачје, пак оној кој работи и нема време да застани со другите во другите места. Токму затоа прашувавме како знаеле за кого гласаат обвинителите. Тој е член и на дисциплинската комисија, член и на етичкиот совет во јавното обвинителство и како више обвинител учествувал на повеќе советувања. Ние сме пак ќе речем ограничен број. Во моментов сме 163 обвинители од потребни 244. Од систематизираните, иако не можеме никако да најдеме колку е таа оптимална бројка за да направиме вистинска систематизација. Никогаш не сме дошли на бројката од 244, па да речеме дали е таа оптимална бројка или треба повеќе. Во овој момент организиран криминал, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција има многу повеќе обвинители отколку поедини обвинителства. 3 обвинителства немаат ни еден обвинител, Гевгели има само еден обвинител.
Кичево има 2 обвинители, Тетово до вчера имаше само 2, сега се 3 од потребни 10. Тие се справуваат, тие проблеми кои го прават проблемот и за изборот во Советот. Кога треба да бираме за повисоки обвинителства, а и во организиран криминал. Организиран има 10 обвинители. Бројот на предмети е далеку помал отколку што има и комплексноста на предметите. Комплексноста, да, меѓутоа се ќе ви кажам, имат 89 предмети против полициските службеници, работат 3 обвинители. Годишно зборувам. Знаете, некогаш еден предмет да се сработи треба многу време. Не ме разбирате. Ние ги знаеме точно предметите. Јас ова кој го кажувам заради тоа што ги знам предметите. Работат во скратена постапка. Тие се предмети од скратена постапка против полициските службеници за малтретирање во вршење на службата и завршуваат или со казнен налог или со решение за отфрлање. А работат 3 обвинители. Но знаете колку е тешко еден финансиски предмет, една истрага да се докаже. Не зборуваме за финансиските, ние видовме колку такви па имат завршено. Тие се многу малку па завршени такви. Затоа ќе треба таму овој обвинител да менаџира како што менаџираше во Гостивар и од неажурно да го направи ажурно обвинителство во кое ќе постапуваат обвинителите и да нормално и тој да со негово учество. Затоа велам треба да му оставиме простор да видиме како ќе се покаже, бидејќи во гостиварското обвинителство имаше илјадници предмети, не стотици. Па дојдоа во ситуација да ги исчистат остатокот во неговиот период од 4 години со нормално ангажирање на основните обвинители, сакали или не, основните обвинители беа најоптоварени таму. Така. Дел од предметите кои што веќе јавноста ги знае што треба да би требало да ги активира и да почне да ги работи. Се предистрагата што беше отворена за поранишниот директор на финансиската полиција Арафат Муареми, потоа тука е предистрагата за станицата за технички преглед во случајот со Беса Транс. Има Русковска вчера рече дека има многу битни предмети кои што ќе му каже да ги продолжи, дека се многу битни и таа цело време потенцира дека има многу предистраги за актуелни функционери. Како да ќе знаеме дали тие предмети продолжиле со оглед на тоа што тие предистраги се тајни, дали тука има механизам кој што ќе може да ги провери целото тоа работење на овој обвинител кој што сега застанува на чело на ово обвинителство. Добро, ми се чини дека е прерано да се донесуваат заклучоци, бидејќи обвинителот се уште не ни влегол во зградата, меѓутоа ако се има предвид комплетниот контекст во кој што тој е избран, начинот на кој што тој е избран, таа е една мистичност во кој што ние малтене досега не знаевме ниту како изгледа и поврзувањето со ДУИ кое што овие денови особено актуелно. Јас не сум премногу оптимист дека нешто може да оди во таа смисла во позитивна насока, особено заради тоа што на тој обвинител, бидејќи знаете како сегашниот, односно новиот шеф на обвинителството ќе работи со истите обвинители со кои што до вчера работеше обвинителката Вилма Русковска. Во таа смисла пакетот е тој, луѓето се тие. Тој засега ќе работи со истиот состав на обвинители. Дали ќе вложи некаква нова динамика во смисла да ги забрза работите, останува да видиме. Меѓутоа, поаѓајќи од тоа дека на одредени обвинители, сега не знам точно моментално колку се наброи, мистече мандатот, Советот не избрана предпоследната седница ми се чини нови обвинители, таму ќе има некакви рокади, јас очекувам да има и нов избор на обвинители. Меѓутоа, дали и како ќе се придвижува, мислам дека тука јавноста треба да го има клучниот збор во таа смисла да води активна контрола на тоа што работи обвинителството. Не смее да се дозволи летаргија, бидејќи таа летаргија понекогаш знае да не однесе во заборав, а ние имаме за жал многу кратко паметење. Така што во таа смисла не очекувам некакви спектакуларни предмети, барем за почеток, бидејќи велам му треба време да се веројатно да се соочи со самите обвинители, да ги разпознае проблемите и така натаму. Она што интересно е дека обвинителот Ермон Незири во едно од гостувањата рече дека до него доаѓале одредени незадоволства од обвинителите кои што таму работат, можеби меѓу човечките односи да се можеби нарушени. Така што еве и во тој сегмент не знаеме внатре како функционираат работите и тој треба да биде добар менаџер да направи една внатрешна кохезија помеѓу сите обвинители во обвинителството. Сметате ли дека ова обвинителство може да продолжи со забрзано темпо да ги решава предметите, да биде неселективно со овој избор кој што го имаме, со сите случувања и со сите услови кои што ги знаеме за обвинителството за организиран криминал, или повторно може да падне во никаква си летаргија? Нема дилеми дека потребни се дополнителни ресурси и на ова обвинителство како обвинителството во целина. Меѓутоа, секако сите рефлектори се вклучени во обвинителството за организиран криминал, бидејќи со право јавноста очекува, таму е
да кажеме, и коруптивните случаи се решаваат, и тешките криминалитети и слично. Меѓутоа, кога говориме за кога правиме паралела да раководите со више обвинителство и со обвинителството за организиран криминал, огромна е разликата. Така. За више обвинителство некогаш доволно е да имате само некои организацијски или административни така да имате фат механизми да функционирате, меѓутоа овдека носите повеќе јавно обвинителски одлуки. Овде се дали пред истрагата ќе помине во истрага, дали ќе се подигне обвинение против кого, какво и така натака. Значи овде оперативно се работи, овде горе во вишото сепак по академски и по жалба кога се доаѓа, се цени и така натака. Зборот ми е тежината или околностите во кои ќе ги извршува функциите во обвинителство се многу по-деликатни и по-захтевни од во вишото. Притисокот на јавноста е тука присутен и навистина му посакувам да биде успешен, ама не можам да се сомневате. Гледам дека ви имате сомнеш како голем дел од правната јавност, барем на социјалните мрежи. Во овој момент мораме да одиме на реклами, се враќаме со завршните прашања. Се враќаме во студиото со дебатата за изборот на нов шеф на обвинителството за организиран криминал. Малиновски, ќе продолжам со вас. Дали искуството од 10 години, кое што го има новиот шеф Абази, од кои година и пол-две во основно обвинителство, понатаму во висше, па потоа и шеф на висше обвинителство, е доволно искуство за да се седне во таква една жешка, но и моќна, влијателна фотелја како што е она на обвинителството за организиран криминал? Знаете, искуството, ако го гледате само низ бројката на години, ништо не може да ви значи. Се зависи во тие години што се работело, какви предмети, во какви околности, со какви резултати, колку се работело на едукацијата, на самоедукацијата, така да навистина е комплексно оценката дали е некој искусен или не е искусен. Така. Васко, тебе би те прашала, каде беа пресудните гласови за Абази да победи, да стане нов шеф на ова обвинителство? Имаме ни една табела на која што ја носи обвинителот Јолевски, на која што се гледа од кое подречен најмногу гласови добил. Дали може би е тука републичкото, каде што се одлучуваат 6 гласови се за него, останатите 3 се за твоја анализа, да. Да, во секој случај мојата перцепција е таква дека станува збор за дека одлучувачките гласови во овој процес за избор на шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција беа гласовите на републичките обвинители. Да не заборавиме дека, како што кажав и на самиот почеток, таму има обвинители кои што по афилијација во таа смисла се влезени во републичкото обвинителство, биле претходно во редовите на ДУИ и ми се чини дека, поегајќи ни сите овие фотографии кои што денеска се споделуваат од ново избраниот шеф на обвинителството, не е тешко да се заклучи дека може да постои некаква релација. Во таа смисла мислам дека републичкото ги реши овие избори, условно речено во корис на обвинителот Абази, и мислам дека во, како што реков и пред малку, големо влијание има и тие неважечки 3 ливчиња, бидејќи изборот беше 2 гласа, односно 2 гласа беа одлучувачки дали ќе победи обвинителот Незири или обвинителот Абази. Во секој случај, може би требало да се размисли понатаму за опцијата да го бираат или по апелациони подрачја обвинителите, или може би само обвинителите кои што се во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Тоа Советот секако може да отвори дебата и да размисли која од опциите би била најдобра, затоа што очигледно дека оваа демократичност во одлучувањето за новиот шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција има доста недостатоци, односно излегува дека можеби да не го знаете кандидатот или да не знаете неговата програма, ако тој ви се јави или ако имате некакви други можеби релации, би ветил можеби по високо место и така натаму, дека ќе гласате за него. Тоа кажува повеќе за тие што го направиле тоа сега. Мислам дека на
на овие избори за шеф на обвинителството за организиран криминал не се гласаше за програма, бидејќи таа де факто и не постоеше, освен кај ми се чини дека обвинителот Незири, ако не грешам. Се останато беа некакви лични контакти и можеби обвинителката Пауновска неколку странички, ако добро ја сватив. Меѓутоа во секој случај личните контакти беа пресудни и тоа лобирање кое што ние не можевме да го видиме, во секој случај постоело. Еве, господин Јулевски, што да се смени за во иднина? Кој е вашиот предлог и кои се слабостите, ги кажавте, кои сте ги лоцирале, да, но што да се... Сепак Советот би требало да има поклучна улога во делот на изборот. Дали тоа ќе биде во делот на давање на мислење, односно да ги цени прво кандидатурите, да даде своје мислење, да ги запознае останатите обвинители, откако ќе ги објави тие податоци, да се даде можност Советот да даде карактеристика за секој од нив со своје мислење. Но морам да ве прекинам, ова решение беше смислено за да демократско, спречи политичкото влијание кој што го има врз Советот, па затоа беше смислено ова. Не, слушајќи ги дискусиите, повторно се спомнува дека повторно има политика, дека се вперува прстот кон политиката, што значи не сменало ништо од перцепцијата. Претходно викаја Советот дека политички постапува, сега дека и обвинителите, оние 163 обвинители, почнуваат да одат кон политиката. Тоа е перцепција, да оставиме тој да видиме што ќе сработи овој обвинител за кој ние имаме позитивни резултати до сега видено. Дали понатаму ќе биде и како ќе биде, тоа лесно може да го утврди јавниот обвинител, републичкиот нормално, бидејќи тие вршат надзор над работењето, сега има скоро надзор. Одма можеме да видиме дали се придвижило тоа обвинителство, во кој правец се придвижува. Преку тие извештаи на јавното обвинителство, преку тие контроли кои стигнуваат до Советот и ние се имаме објавено, барем ги имате забележано сите на седница, ги истакнуваме тие. Обвинителе, знаете дека... Дали негирате дека има влијание врз Советот, бидејќи го спомнавте сам во... Не мислам дека има влијание врз Советот. Советот во овој случај, во овие... Не во овој случај генерално, и ве сега треба да бирате за више обвинителство и во Гостивар, и во Скопје. Политиката може би го има влијанието преку изборот на членови во Советот од страна на собранието, од политичките партии предложени. Јас не можам да речам дали преку нив тие влијаат на тие гласачи. Јас сум избран од редот на обвинителите. Така што мене не можат и да сакат да ми речат, бидејќи и моите обвинители ме бирале, односно обвинителите од тоа подрачје. А дали имат, и нормално дека имат, кога имаме во одредени места Бадентер, кога имаме ние избрани од политиката, тоа е нормален, но да се сомневаат. Елена, да има сомни, ако сомни за секој ќе постои. Се враќаме повторно на прашањето на интегритетот. Не само што условно речено политичкиот дел во Советот може да гласа политички, самите обвинители понекогаш гласаат неразумно. Па вие имате ситуација во која што член на Советот на јавни обвинители е повторно избран во уште еден мандат, а за него Државната комисија за спречување на корупцијата има констатирано студирани интереси. Моментално е член на Советот. Обвинителите викаат: ние сакаме член на Советот кој што го има прекршено Законот за спречување корупција и студирани интереси. Што сакате повеќе? Така што велам, не секогаш и политичкиот дел, повеќе интегритетот личен на самите членови на Советот, независно од каде доаѓа. Вие може да имате и политички номиниран представник во Советот, меѓутоа тој човек да биде со интегритет и да рече: извинете, јас не дозволувам влијание и ќе гласам според моето лично убедување. Така што работите се малку релативни. Кому му одговараат такви кадри во обвинителството и во судството? Тоа е прашање за кој треба да се запрашаме и генерално кому одговара да не се справиме вистински со корупцијата која имаме. Бидејќи навистина има структури, има сили на кои не им одговараат институции кои ќе бидат силни и кои ќе го спроведуваат законот на како што треба. Туку ќе бидат подложни на влијанија и слично. Тоа е тоа. Бидејќи го вперија прстот кон републичкото обвинителство, спомнаја дека републичкото било пресудно. Јас сметам дека сите обвинители гласа, еден глас да беше од Абази, во таа смисла секако, да. Ќе беа со еднаква број на гласови. Зато не можеме да речеме дека републичкото било пресудно кога имаме од вишото обвинителство, од сите виши обвинителства гласови. Тука не можеме да речеме дека републичкото е пресудно или оние кои се избрани во републичкото обвинителство и тие поминале низ одредени критериуми. Има многу да се анализираат овие резултати, меѓутоа ние сме на крај на емисијата. Ви благодарам што бевте мои гости вечерва. Вам гледачи ви благодарам што гледавте топ тема. Останете на
програмата на Телма.